седни. Ако сте сите подготвени, да почнем. Почитувани, при реализацията на програмата за мониторинг на безбедността на храната в Република Македонија, утврдено е кај две пратки, ги наведем после кои се тие две пратки. Едната од нив е ориз произведен во Кочанско, од семе потекло, не знаеме се уште, ќе го утврдиме. Присуство на ГМО организм. Количината е околу 550 кг и е ќе може од почеток вака? Може. Да, мат се... Почитувани. Телефоните. Почитувани. При реализацијата на програмата за мониторинг на безбедноста на храната Република Македонија, утврдено е кај два производи присуство на ГМО, генетски модифицирани организми. Едната пратка е ориз по потекло и произведена во Кочанско во количина од 550 кг. Пратката мостите се земени во магазините и сега се наоѓа во подофицијален надзор и се чека уништување. Према операторот со храна е изречена, значи мерка казна од 5000 евра и према одговорното лице 1700 евра. Следна пратка кај која што е утврдено присуство на ГМО организми е соја, по потекло од Србија, тоа се работи за сојни презли и сојни шлицли. Количината е околу 510 кг. Производот е бил пуштен во продажба, меѓутоа е повлечен и сега се наоѓа во магазините на производителот. Кај овој производ се чекаат резултатите од супер анализата и кога тие ќе бидат потврдени, пратката ќе биде соодветно уништена. Во моментов агенцијата изработува акционен план за контрола на овогодишната реколта на ориз која треба да се произведе и ќе бовареме заедно координирано со Министерство за земјоделие и надлежните служби да се земат монстри и да се утврди точно со откаде е семенскиот увезен материјал со кој што е произведен тој ГМО ориз во Република Македонија. Меѓу другото, сакам да кажам дека и при спроведувањето на програмата за контрола на квалитетот на мелено месо и месни производи, кај 5 оператори производители во Република Македонија, утврдено е дека при производството на мелено месо и обликувано мелено месо, покрај декларираното говедско или свинско месо, користеле и живинско месо, кое што воопшто не е дозволено според сегашниот правилник за мелено месо и производи од мелено месо и трајни и полутрајни производи. Со ова сакам операторите, да наведам дека операторите, тие 5 оператори се казнети соодветно во висина од 5000 евра и за одговорното лице кај операторот 1700 евра. Сакам да наведам дека агенцијата продолжува и да работи во интерес на граѓаните и заштитата, значи и заштита на правата на потрошувачите. Благодарам. Дали има некои други прашања? Јас сакам да прашам, многу се зборува во светот за тоа генетски модифицирано. Може ли да ни кажете што е опасноста за граѓаните доколку конзумираат ваква храна? Значи, што е опасноста по здравието на граѓаните ако се конзумира? Значи, овде науката треба да го каже својот збор. Во светот се конзумира и се употребува таква храна. Впрочем, и во Берлин, кога беше конференцијата и се дискутирало за такви производи и каде што и подпишене на конвенција и каде што и нашиот министр за земјоделие има подпишено дека прифаќа, значи да не се произведуваат неодобрените видови на соја кои што се произведени со генетски модифицирана храна. Кај нас законот 50 од Законот за безбедност на храна, членовите 55 и 56 2015 година ми се чини се избришани, со кои што порано беше дозволено производство на храна со ГМО
и беа точно регулирани начините како да се стави во промет таква храна, сега се избришани и се ставени во мирување до влегување на Република Македонија во Европска унија. Постои можност, начин како граѓаните да препознаат генетски модифицирана храна? Начин не можат граѓаните да го препознаат како дали таа дали храната потекнува од генетски модифицирана храна, освен доколку таа не е декларирана или лабораториски не се докаже. При докажувањето на таквата храна се користат веќе сознанија на која секвенца од геномот е вршена фактички генетската модификација на организмот. Дали производство на бактерии, коли производителот е должен да го пише тоа во декларацијата, дека има? Значи, според европското законодавство, според нашето не сме воопшто да се произведува. Добра, ако се произведува барем за декларацијата. Значи, сегашното законодавство кај нас не дозвола, ви кажувам, тоа била политичка одлука која преку ноќ се донела порано и тие два члена се избришени од законот кој што било. Со тоа веднаш се поништија и законските основи во кои што е регулирано до која количина е дозволено да се одржи такво и на тоа треба значи да го обележи и да може да потрошувачот да има избор дали ќе купи таква храна или не. Значи инаку во природата нормално постои генетската модификација секојдневно. Што е со пченката и пченицата? Значи ќе вршите контроли таму кој што тие се многу модерни. Да, ние редовно, значи во самата програма сме предвидели да се вршат такви испитувања и понатаму ќе продолжиме да земеме мостри за испитување за присуство на генетски модифицирани организми, значи тоа е наша секојдневна активност. Со тоа што веќе малце ќе појачеме тие контроли при увозот и тоа е тоа. А дали ќе ги кажете за јавноста кои се тие оператори што ете сегнени квалитетни? Дали се работи за ланско производство или овогодишно? Значи, сега знаеме само кој е операторот, името на операторот кој што е откупувач, не е производител. Затоа ви реков во соработка со Министерството ќе излеземе на терен да утврдиме точно кој е производителот. Бидејќи не можем да го обвинувам откупувачот за таа работа и не може да кажам името на тој оператор. Зашто е ова за? За оризот. За оризот. А во однос на сојата? На сојата се наоѓа кај Виталија. Значи се чека супер анализата. Таму треба да се потврди. Значи ја чекаме резултатите од супер анализата. Ние ви кажувам дека првата докажа, меѓутоа по законот операторот има право да побара супер анализа. Монстрата е пратена во Европска референтна лабораторија и чекаме резултатите. За месото операторите веќе се казнети, завршена е таму цела постапка. А од оваа сојата веќе се продавало, купени се одредени количини? Значи, се тоа на што е по серијата е веднаш е повлечено, што е затекнато и во продавници веднаш е повлечено. Добра, до сега се правеле такви инспекции, односно проверки во Италија, бидејќи Италија произведува соја и се продава. Не знам да ви кажем, во програмата има се зимаат мостри од повеќе производители и оператори што се во Македонија. До сега немавме утврдено, ова е сега прв пат кога го утврдуваме. Почна да се појавува ГМО храна кај нас, дали има засилени контроли во следниот период за разлика од натаму? Значи ви реков ќе има појачени контроли, ќе изголемиме, иако програмата веќе се планирани такви активности, ние ќе продолжиме и ги спроведуваме тие. Ви реков, контролата се ќе оди реколтата производството, бидејќи самите ни посочува дека во Кочанско е произведен во тој регион. Од Министерството за земје побаравме увозот на семенски материјал, кои сорти све се увезени, да видиме кои се увозниците, ќе појдеме таму, ќе видиме на кого се продаде тоа семе, ќе земеме мостри од производителите, да утврдиме. Тоа е. Постапката е таа. Добро, граѓаните до сега најмногу практично реагираат на овоше и зеленче. Тука гарантирате ли безбедност исхраната? Особено кај овошето и зеленчето. Дали се вршат контроли на пазарите, значи поради топлото време што
Значи пазарите се вршат контроли, ние дали 2-3 недели пред толку временски период имавме координирана активност со пазарната инспекција и со комуналната инспекција по пазарите. Значи координирано настапивме преку инспекцијски совет. Не бе констатирани некои големи отстапувања. Порано што беа појавите веќе се намалени. Поред нашиот ние имаме план изработено во кој што инспекторите се ангажираат по зелените пазари и тој се спроведува. Доколку има нешто вонредно, се постапа по вонредната преставка. За ово што ме прашавте, значи се испитуваат редовно тие, се зимаат ностри и се испретат. Ние дури сме обврзани спрема Европска унија да достуваме резултати од пестициди, дали сме добили кај овој и тоа резултатите. На прашање околу кучињата скитници, значи мислам се случува често неудобна неуредничката моја керка да е газна куче, така да мислам прашање околу тоа докаде Бидејќи и најавивте тие. Да, добро, тоа ќе се случува пак, да. Значи постапката со набавката на микрочипови е завршена, се во магазините на Агенција за храна и ветеринарство. Во моментот се склучуваат договорите со ветеринарните друштва кои што треба да ги аплицираат микрочиповите и нормално со тоа ќе оди и расподелбата доделување на чипови да се аплицираат кај граѓани, кај собствениците на домашните милиници. И за мачки. Значи домашни љубимци, кучиња и мачки. Иако во светот не е пракса мачињата да се со такви активности опфаќаат, ние одлучивме да и мачките ги опфатиме. Нешто друго? Ало што